Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во училницата на часот по македонски јазик и литература. Јас сум Јасминка Видевска, професорка по македонски јазик и литература во гимназијата Јосип Брз Тито од Скопје. На денешниот час ќе се запознаеме со наставната содржина подоби на литературата. Целите кои што треба да ги реализираме на часот се следните. Вие да ги усвоите поделбите на литературата и да ги разликувате критериумите на тие поделби и да знаете да дадете примери за секој од постоечките класификации на литературата. Пред да преминеме на новата наставна содржина, да се потсетиме што е тоа уметничка литература. Уметничката литература е една од гранките на уметноста и таа на сликовит начин ни дава знаења за животот, учи, воспитува, ги проширува духовните хоризонти на човекот и пред се на човекот му причинува естетско задоволство, што е случај со сите уметности. Меѓутоа, таа се разликува од другите уметности по нејзиното основно изразно средство, а тоа е зборот. Наспроти уметничката литература, како една гранка на уметноста, стои науката што ја проучува литературата, која што се нарекува наука за литературата, која што меѓу другото ги прави и овие поделби на литературата. Се поставува прашањето зошто се прави поделба на литературата. Имено, целта на тие поделби е уметничката литература полесно и попрегледно да се изучи, а тие поделби се прават според некои белези на литературата, имено се тргнува од некои критериуми, принципи и според тоа се разликуваат 4 поделби. Во следнава табела графички ви се прикажани 4 поделби на литературата, според критериумите на тие поделби и според видовите уметничка литература кои што произлегуваат од тие критериуми. Првата поделба тргнува од формата на изразување и според формата на изразување литературата се дели на поезија или стих и проза. Втората поделба тргнува од авторот или творецот на уметничкото дело. Според овој критериум литературата се дели на анонимна или народна и авторска или уште уметничка. Третата поделба тргнува од времето на создавањето на книжевните дела и нивните заеднички белези. И според овој критериум литературата се дели на литературни правци и литературни периоди. Четвртата поделба тргнува од начинот на одразување на животната реалност во книжевните дела и според овој критериум литературата се дели на 3 литературни рода: лирика, епика и драма. Во продолжение на часот ние подетално ќе се запознаеме со секој од овие поделби. Првата поделба тргнува од формата или начинот на искажувањето при создавањето на уметничкото дело. И според овој критериум уметничката литература е поделена на 2 групи: поезија и проза. Поезијата или стихот опфаќа дела што се напишани во стих, односно во еден метрички организиран говор. Визуелно гледано, стихот е покус ред. Ако гледаме во текот на историскиот развој на литературата, ќе заклучиме дека стихот е постар начин на пишување на книжевните дела, бидејќи во минатото сите книжевни дела, без разлика дали биле лирски, епски или драмски, се пишувале во стихови. Денес во стихови се пишуваат лирските песни. Епските песни кои некогаш се пишувале, денес преминале во раскази кои што се пишуваат во проза. Еповите или епопеите кои што некогаш се пишувале, преминале во романи исто, кои што се пишуваат во проза, и драмите во стих преминале во драма во проза. Прозата како форма или начин на изразување опфаќа се што е напишано во слободни реченици, односно во немерен метрички говор. Таа е поблиска до секојдневниот говор и визуелно гледано таа е представена како полн ред. Со текот на времето прозата се повеќе се користела како начин на пишување на книжевните дела. Во проза се создадени митовите, легендите, преданијата, приказните, басните, поговорките, пословиците, гатанките. Вие многу добро знаете дека тоа се творби од народната литература, а денес во проза се пишуваат раскази, романи, повести, драми, кои што припаѓаат во уметничката литература. Меѓутоа, треба да нагласиме дека тргнувајќи од слободата на изразување, денес во современата литература се пишуваат и лирски песни во проза.
За да ги провериме знаењата за стихот и за прозата, ќе направиме во продолжение на часот една вежба. Јас ќе ви прочитам два текста, вие внимателно слушајте ги текстовите и според нивните карактеристики определете дали се напишани во стих или во проза. Најнапред ќе ви прочитам еден дел од текстот од возот. Инако крајот во возбуда сина, таму детинството мое ми мина, плачот оние планини за мене. Под нив, на падина, се придзира село. Зар некој немавта со шамичо бело? Плачот оние планини за мене. Возот одминува, се што ќе сред. Си било онаму еднаш едно дете. Плачот оние планини за мене. И сега вториот текст. Извадок од делото Бродот наречен Скопје. Мојата роднина Емилија ме стегаше за рак. Јас не знам каде сме, мрмореше таа. Нејзиното бледо лице се грчеше, устните ѝ трепереа. Каде сме, прашуваше таа. И како одек на нејзините зборови, се јави бродот. Некаде пред нас во маглата се чу неговата сирена. Во нејзиниот звук имаше нешто магнетно, виолетово, ужасно привлечно. Од длабочините на звукот потреперуваше диафрагмата и нам ни се лошеше, веќе како да испловувавме кон разбранетата шир. Дали размисливте за какви текстови станува збор? Може овде да ги видиме напишани текстовите. Ова е текстот од возот и како што може да видиме, според неговите карактеристики и внатрешни и надворешни, станува збор за стих или поезија, а ова е извадокот од расказот Бродот наречен Скопје од авторот Владо Урошевиќ. Можеме да видиме и според надворешните и според внатрешните карактеристики дека станува збор за проза. Ако размислиме за оваа подоба на литературата, може да заклучиме дека таа веќе се смета за застарена, односно таа има известни недостатоци. Тие се согледуваат во тоа што во поделбата на уметничките дела не се поаѓа од битните белези на истите тие дела. Па така, во една група литературни творби спаѓаат и лирски и епски творби, например во поезијата, иако тие по своите внатрешни карактеристики битно се различни, се разликуваат. Втората подоба на литературата тргнува од авторот или творецот на уметничкото дело и според овој критериум литературата се дели на две групи, на анонимна или уште народна и авторска или уште уметничка. Анонимната литература е постара литература и таа настанала уште пред појавата на писмото, создадена е уште по устен пат, така што и создадена е како колективен чин на народот и затоа што се нарекува народна литература. Нејзини карактеристики покрај анонимноста, колективноста се варијантноста и устниот начин на создавање и пренесување. Авторската литература или уметничка литература, таа е создавана по појавата на писмото, кога авторот го подпишувал своето име. И оваа подоба има своји недостатоци, имено именувајќи ја авторската како уметничка и ја оспорува оваа особеност на народната литература, што во суштина не е така, бидејќи и народната литература ги има белезите на уметничка литература. Третата подоба на уметничката литература тргнува од времето кога е создадено литературното дело и од заедничките белези на литературните дела, што произлегуваат од творичките принципи и методи врз кои тие се изградени. Според овие принципи, литературата се дели на литературни периоди и литературни правци. Литературни периоди опфаќаат поголеми временски периоди и тие вклучуваат дела што се изградени врз исти творечки принципи и методи. Такви периоди во историскиот развој на уметничката литература се периодот на античката литература, на средновековната литература, литературата на хуманизмот и ренесансата. Под литературен правец се подразбира временски период кој што опфаќа дела кои што исто така се создадени врз исти творечки принципи и методи. Такви литературни правци се
класицизам, романтизам, реализам, екзистенцијализам, надреализам и така натаму. Разликата меѓу литературниот период и литературниот правец е во временскиот период, кој што за литературниот правец е покус разлика од оној за литературниот период. И оваа поделба има известни недостатоци, бидејќи, например, во временскиот период кој што го опфаќа еден литературен правец, може да се создаваат белези што се карактеристични за други литературни правци. И четвртата последна поделба на литературата, таа тргнува од начинот на кој е одразена животната реалност во литературното дело. Врз основа на овој принцип, литературата се дели на литературни родови и литературни видови во рамките на тие родови. Литературните родови се лирика, епика и драма. Кој е начинот на одразување на животната реалност во литературните дела? Во лириката се искажува, во епиката се раскажува, а во драмата се представува. Ако направиме една споредба на сите 4 поделби на уметничката литература, ќе дојдеме до заклучок дека оваа поделба е најсоодветна, најиздржана, бидејќи таа тргнува од внатрешните иманентните белези на литературно-уметничките дела, а тоа е начинот на кој е одразена животната реалност во литературното дело. Вие во продолжение на часовите по македонски јазик и литература ќе се запознаете поодделно со секој од овие литературни родови. Денес јас накусо само ќе ве потсетам на некои знаења за родовите што вие треба да ги имате од основното образование. Лириката, таа опфаќа литературни дела во кои директно, непосредно се искажуваат личните чувства, мисли и расположение на лирскиот субјект. Тие дела обично се пишувани во стихувана форма и на јазик кој е различен од разговорниот јазик и е богат со стилски изразни средства. Епиката опфаќа литературни дела во кои сликата на животната стварност се гради преку раскажување на настани, опис на ликови и состојби, и писателот тука не ги искажува своите лични чувства, како во лириката, туку раскажува за нешто што се случило. И раскажувањето е објективно, опширно, со детални описи на ликовите и појавите. Драмата пак опфаќа литературни дела во кои се прикажуваат меѓусебните односи на ликовите и нивните постапки што се последица на некаков судир. Ликовите во драмите сами зборуваат за себе и меѓу себе и според тоа драмите имаат дијалошка форма и тие се единствени литературни дела наменети за прикажување на сцена. За да ги провериме знаењата што ги стекнавме овој час, ние ќе направиме една вежба во продолжение на часот. Дадени ви се 3 текста, вие ќе треба да ги прочитате текстовите и да се обидете да ги подредите според формата, според творецот и според начинот на одразување на животната реалност во литературното дело. Ја изоставивме поделбата на литературата на литературни правци и периоди, бидејќи вие со нив се уште не сте запознаени. Првиот текст, вториот и третиот текст ви се дадени во самата презентација. Ве молам, соприте го видеото, размислете и запишете ги вашите одговори во тетратките. Да ги провериме одговорите. Првиот текст е напишан во стих или представува поезија, припаѓа на авторската литература и припаѓа на родот лирика, бидејќи во овој текст се искажуваат личните чувства на лирскиот субјект, чувства на тага, болка, гнев, незадоволство од животот на народот. Вториот текст напишан е во проза, припаѓа на авторската литература и припаѓа на родот епика, бидејќи, како што можевте да видите, читајќи го овој извадок, станува збор за раскажување на некои настани од животот на Галебо Џонатан Ливингстон, по конкретно моментот кога тој му се придружува на јатото на брегот и детално се прикажуваат неговите размислувања и неговите очекувања. Третиот текст, песната Сини ноќи од авторот Ацо Караманов, напишана е во проза, припаѓа на авторската литература, меѓутоа припаѓа на родот лирика и покрај тоа што е во проза напишана, кажавме дека ова е еден специфичен случај на песна во проза и припаѓа на родот лирика, бидејќи овде е дадено едно лично, субјективно доживување на ноќта
Со многу убави, необични, несекојдневни зборови се опишува ноќта и значењата не се јасно прикажани, туку повеќе тие само се насветуваат, треба да ги доловиме ние самите како читатели. Одговорите и овде може да си ги проверите, би се прикажани. И како завршување за окружување на наставната содржина од овој час, за домашна задача, напишете по 2 дела од секој вид, како пример за секоја од постоечките класификации на литературата. Со ова, денешниот час го завршуваме. Јас ви благодарам на вниманието и се надевам дека остваривме целта на часот, односно дека успешно ја совладавме новата наставна содржина.